Темата ја најавивме, чувајте се од лажната сигурност. Ајде да отвориме во Амос 6 глава. Да видиме што овде пророкот ни кажува за времето во кое тој живеел, каква била состојбата и зошто ова порака е толку важна за нас денес, браќа и сестри. Амос 6 глава, од 1 до 6 стих вака вели. Овој превод ќе го читам. Овде вели, горко им на безгрижните на Сион. Овде во овој другиот превод од Здруженијето, Библиското здружение, вели, тешко на безгрижните, кои живеат на Сион, на спокојните, на Самаирската гора, наречени првина на народите, на коим се обратува Израелевиот дом. Тргнете во Хална и видите, отидете оттаму во големиот Емат. Дали им е подрачето поголемо од вашето? Мислите, далеко е кобниот ден, а ја приближувате власта на насилството. И сега, конкретно Бог им вели. Лежете врз легла од слонова коска. Навалени на постелите, јадаат јагниња од стадото и телина од стајата, викаат покрај звукот на псалтирот, измислуваат свирки како Давид, пијат вино од врчеви и се мачкаат со најдоброто масло, но за Јосифовото паѓање не се грижат. Може да прочитаме и понатаму други текстови, браќа и сестри, но доволно прочитавме да видиме состојбата на Божиот народ во времето на Амос. Ова порака што ја читавме сега има важност и за нас денеска во ова наше време. Значи, Бог ја опишува овде безгрижноста на израелците, равнодушноста, може да кажеме, и духовната апатија во која тие се нашле, во кој се наоѓале самите израелци. Ова се случувало според податоците, според историските податоци, некаде 750 година пред Христа. Во Израел владеело просперитет. А што значи тоа просперитет? Тоа значи благосостојба, имале се што ќе посакат на сите подрачи. Политички гледано, биле во добра ситуација. Немале закани од туги војски, од туги држави. Значи, политички. Земјата била сигурна. Бидејќи била во мир, имала договор со останатите околни држави да не се напаѓаат. Асирците биле се уште мали и нејак народ. И немале закана од асирската војска или од асирската држава. Што да кажеме за економијата? Ако читате овде понатаму, ќе видите дека во Израел владеела добра економија. Скоро сите биле вработени. А знаете, кога во едно општество се вработени луѓето, нема штрајкови, нема проблеми против владата или против оние кои им дават работа, против газдите. Може да се заработи многу. Значи, имале доволно финансии. Живееле во луксузни станови. На што спиеле овде? Што пише во пророкот? Слонова коска, односно кревети од слонови коски. А знаете колку е тоа скапо? Денеска, знаеме, слоновите се забраните да се убиваат, но сепак луѓе наоѓаат и ги убиваат и тоа се продава на црната берза многу скапо. И овде гледате во тоа време, оние богатите си имале можност да си порачат такви кревети. Лежете, вели, врз легла од слонова коска. Навистина, какви биле богати луѓето во тоа време. Може да кажеме, се изгледало совршено, се било убаво. Безгрижно. И народот токму и така живееле. 4 стих вели, еве да ги повториме. Лежете врз легла од слонова коска. Јадете јагниња. Пазите, овде не е греф што се јадело и што се спиело на такви кревети. Меѓутоа, луѓето оделе во заборав. Кога човекот има премногу, заборава и на сиромашните, заборава и на Бога. И овде токму тоа се случува. Имале богати стада.
Викаат покрај звукот на псалтирот. Имале оркестри, пееле, се забавувале. Се мачкале, овде вели, со шминки, со мирисливи парфеми. Не е грев човек да убаво изгледа и да мирисе. Меѓутоа, оделе во таква крайност што го заборавиле Господа. Политички, економски, може да кажеме, биле стабилни. Но, од друга страна, какви биле духовно? Слаби. Како да го заборавиле Бога. И тоа е тенденција, браќа и сестри, кога едно општество е богато, немат време толку за Господа. Еде да читаме во Амос, само една глава поназад, Амос 5 глава, 21 стих, пак ќе читаме до 23-тиот. Господ вака вели, ги мразам и ги презирам вашите празници. И веќе не ми се мили вашите свечености. Кога ми принесувате паленици, вашите лебни приноси не ми се мили. На жртвата благодарница од вашите згојни телиња и не погледнувам. Отстранете го од мене шумот на своите песни. Не сакам да ги слушам звуците на вашите псалтири. Гледате, Господ што морал да каже, какви зборови. Да, тие имале посебни свечености, имале служба секој утро и секој вечер пренесувале жртви. Меѓутоа, очигледно, таквите жртви Господ не ги прифатил. Таквите жртви, едноставно, Господ не ги одобрил. Нешто слично сеќавате како Каин, кога Бог рече дека твојата жртва не ја прифаќа. Сеќавате на Каин и Авел. Бог ја прифати жртвата на Авел, зашто беше според волјата Господова, додека жртвата на Каин беше одбиена. Силно предупредување, браќи и сестри, за она што го правили израелците, Бог го опишува и во книгата на пророк Софонија. Ајде да видиме ова изјава или овој запис на пророкот Софонија во првата глава, зошто Господ ги отврдил тие нивни активности, таа нивна духовна гордост и апатија во која се нашле. Софонија ни кажува за тоа во првата глава, 12 стих. Во тоа време ќе го пребарам Ерусалим со светилници и ќе ги посетам со казна луѓето, кои се одмараат на својот, гледайте сега, вински талок. Што значи тоа вински талок? Се упивале, пиеле вино, а биле евреи. Да го прочитам од почеток. Во тоа време ќе го пребарам Ерусалим со светилници и ќе ги посетам со казна луѓето кои се одмараат на својот вински талок и зборуваат во срцето свое. Господ не може да направи ни добро, ни зло. Значи, едноставно, тие сакал да го ограничат Бога, дека тој нема да направи ништо. Нема да изреагира на нивните такви активности. И ако видиме историјата на Израел, браќи и сестри, ќе видиме како тие поминале. Не поминале така добро. И затоа, ако одеме во Исусово време, кога ќе кажат крвта негова на нашите деца, самите ќе си пресудат, самите ќе си донесат суд. Тоа сега една мала историја дадовме како израелците живели во времето на Амос, во времето на Софонија. Можеме ли овие нивни активности да ги споредиме во една паралела со наш денеска? Дали денеска добро се живее? Релативно добро се живее. Ајде да оставиме таа последна година и пол дена кога не снајде овој вирус и овој стрес што луѓето го доживуваат. Меѓутоа, доскоро политички и сега не е лошо во нашата земја. Живееме, има турбуленции, меѓутоа тоа е се во игра на самата политика. Значи, политички мирно се живее. Може да кажеме дека живееме во една мирна земја како што е нашата. Економски не сме многу богати, меѓутоа сепак може да се живее. Стандардот е во една, да кажеме, нагорна линија. Луѓето имаат, возат луксузни автомобили, имат луѓето станови, имат луѓето куќи каде да живеат. Спиеме на какви кревети? Дали се добри? Добри кревети имаме. Никој од нас не спие на сламарица или на некоја даска. Можеби немаме слонови кревети,
кревит од слонова коска, меѓутоа сепак луѓето релативно добро се живее. Музика, има ли музика? Има многу музика во Македонија. Луѓето се веселат и на свадби, и во кафејани, и во ресторани, така натаму. Храна, рековме, има, облека имаме. Очигледно, ние си живееме еден живот. Може би на запад луѓето имаат повеќе и едноставно ги исполнуваат, може би 100% овие паралели, ако ги направиме со времето на Амос и со наше време. Еве, да ви кажам еден пример во една држава, еден богаташ со своите 4 пријатели отишол во Лондон. Значи, еве да кажеме Австралија, оди во Лондон. Човек со 4 своји пријатели. Сакале да јадат во Лондон. Само да ви кажем колку потрошиле. Тој ручек ги чинел ни помалку, ни повеќе. $35,000. Дали верувате во тоа? Знаете колку тоа $35,000? Много е за наши услови. Значи, 4 луѓе, патни трошоци, во елитен ресторан, храна, богат ручек, ги чинело $35,000. Само едно шише на вино, кој го купиле во еден ресторан, а тоа вино било од 1978 година, чинело $18,000. Може да кажеме, не е возможно. Возможно е. Колку е постаро виното, тоа е поскапо. Гледате, некој има, луксузно живее и може да си дозволи да купи вино од $18,000. Ако одите во визбата Тиквеш и побарате некој шише кој старо може 10, 20, 30 години виното, исто ќе чини доста. Може не $18,000, но сепак цената ќе биде многу поголема од обично вино ако се купи во продавница. Гледате, луѓе имаат на ова земја, богати си и може да си дозволат. На верски план и ние мислиме дека сме во ред. Одиме во црква, некој ши не одиме, си седиме дома, гледаме вака на интернет, на телевизија, може би идеме црква, да, даваме своји дарови, ја празнуваме саботата, надворе се во ред и никој нема да ни даде замерка. Нешто слично како израелците. Се било надворешно во ред. Но тоа може да создаде кај нас, браќи и сестри, духовна безгрижност, гордост и духовна леност. Сето тоа може да ни се врати како бумеранг, како што им се вратило на старите израелци. Но затоа денес, нас како генерација, Божиот сведок не предупредува, како и во времето на пророк Амос. Еве кое предупредување имаме ние сите денес, кои се нарекуваме христијани, следбеници на патот. Во Откровение 3 глава, ќе ве потсетам на еден библиски текст, што многу добро го знаеме. 3 глава, 17 стих вели вака. Зашто велиш богат сум и се збогатив и ништо не ми треба, а не знаеш дека си беден, несекен, сиромав, слеп и гол. Тоа се христијани без волја. Може да ги ставиме во контекст на овој текст. Тие се христијани, ама немаат некој императив. Едноставно, без волја. Знаете, кога човек нешто треба да работи, немаш волја, немаш интерес. Тоа се христијани само по име. И затоа таму пише во Евангелието, Исус ќе каже, во оној ден, бегајте од мене, одете од мене, зошто не ве познавам. А што ќе кажат тие? Па чекај, Господе, ние одевме црква, па ние пророкувавме, ние зборувавме за Тебе, па ние чуда правевме дори. А Исус ќе им каже, не ве познавам. Браќи и сестри, лажната материјална и верска сигурност создава кај човекот самозадоволство, кој може да не занесе, кој може да не одвои од Бога и на крајот дури и да не уништи. Тоа е факт. Историјата тоа го забележала. Таквото задоволство или самозадоволство, наместо да не сврти кон Бога и ближните, тоа не свртува кон нас самите. И мислиме дека сме ние доволно добри, доволно јаки, доволно силни. Се додека не најдат оние искушенија, оние проблеми и може да создаде апатични христијани. Таа безгрижност донесува и леност духовна.
Ние се задоволуваме, може би, само со надворешно, површно христијанство. Доволно може би само да се појавиме на богослужение. Јас знам, има верници ќе се појават само 5 минути во ходникот, ќе видат кој дошол, кој проповеда, кој зборува и ќе си замине. Може некој така го разбира доаѓањето на служба. Меѓутоа, Бог сака цело срце. Цело срце и цела душа. Молитвени часови, проучување, семинари, духовно пробудување, сведочење на ближните. Секако, тоа се работи кои постоеле во црквата и постојат и денеска. А дали ние сме учесници во таквите активности? Некој рекол вака: светот денеска се наоѓа во духовен мрак или духовна темнина. Светот. А слушате за црквата. А црквата спие во светлоста на вистината. Дали има вистина во тоа? Па ние сме најбогати како црква со вистина. Богати сме со книги, со материјали, со проповеди. Светот денес се наоѓа на жалост во духовен мрак, а црквата спие во светлоста на вистината. Ова тромесечие учиме за или од петата книга на Мојсија. Учиме за израелците кои требало да влезат во ветената земја. И ние сме на прагот во влегување или навлегување во ветената земја. Ове совети што ги наоѓаме овде во петата книга Мојсеева, значи второ законие, важат и за нас денес, зашто и ние сме на прагот пред да влеземе во ветената земја. Ајде само се подсетиме во 8 глава од второ законие, од 11 до 14, што им кажал Мојсей на израелците пред да влезат во неа, во ветената земја. Читам од 11 стих 8 глава. Внимавај да не го заборавиш Господа, својот Бог, занемарувајки ги неговите заповеди, неговите одредби и неговите закони што ти ги давам денес. И откако ќе се најадеш од ситос до ситос, откако ќе изградиш убави куќи и ќе се населиш во нив. Гледате како Бог знае што ќе се случува. Преку Мојсија им дава совет. Значи, ќе отидеш, ќе се најадиш. Како беше она изрека? Ситиот не верува на кого? На гладниот. Кога си ти сит и јас, немаме осет чувство дека може би некој гладува. Или ако сум јас здрав, а ти болен, ти си болен, а не јас. Меѓутоа, овде Мојсија вели, немој да заборавите, да го заборавите Бога. Кога ќе направите дури убави куќи и кога ќе се населиш во нив, кога крупниот и ситниот добиток ќе ти се намножи, кога ќе насобереш сребро и злато и кога се твое ќе напредува. Тогаш немој да се воздигне твоето срце и да го заборавиш Господа, својот Бог, кој те изведе од египетската земја и од куќата на робството. Немој, немој, немој. Со тие благи зборови Христос ги, односно Бог ги предупредува израелците. Нешто слично сега ради времето не може да читаме во Јаков 5 глава 5 стих. Исто така Бог ги предупредува луѓето во нашата генерација. Меѓутоа сакам да го спомнам сега успат примерот со богатиот човек во или безумниот богаташ во Лука 12. Сеќавате за она приказка што Исус ја раскажа. За оној човек кој имал навистина убави планови, бил добар фармер, способен фармер, имал многу ниви и спечелил многу жито. Се до тоа е во ред. Господ не е против богатство да бидеме богати. Бог не е против тоа да планираме, да создаваме и да се радуваме на тоа што го имаме. Ајде само една цртичка од овој настан во Лука 12 глава 19 стих вака вели. Тогаш ќе ја речам на душата своја: душо, имаш многу блага, натрупани за многу години. И сега, почивај, јади, пи и уживај. 4 работи погрешни ги направил, односно ги кажал во несоодветно време. Сето тоа е добро, само изоставил да го постави на почетокот кого заборавил? Бога заборал да го спомне. Душо, тој се обраќа на својата душа. А наша душа, знаете колку може да живее? Само ако да се фатиме за носот или некој да не фати пола минути, ние немаме душа веќе. Готови сме. А тој се обраќа кон својата душа, како да му е вечна, како да е Бог. Душо, наместо да каже Боже, ти благодарам,
си ми дал многу блага, имам многу богатство. За повеќе години, Боже, фала ти. Сега ќе одморам малце, ќе одам на годишен одмор, ќе уживам и ќе подалам на оне кои нема. Ќе подарам на сиромашните. Овој богатеш заборавил, браќа и сестри, дека тие предности што ги има се краткотрајни и дека неговиот живот е во рацете Божји. Таа вечер што се случува со неговата душа? Умира човекот, а не се приготвил за небо. И се останало оно што го спечелил. Браќа и сестри, еве на крајот или при крајот на размислување еден апел. И поред сите благослови што ги имаме, ние знаеме дека од Божјата реч, дека еден ден тоа се ќе исчезне. Се ова ќе го оставиме. Според пророштвата доаѓа тешки денови на оваа земја. 4 ангели, вели Библијата, се уште ги држат 4 краеви на светот. И наскоро, се уште е мир, релативен мир е во светот, но наскоро ќе се отпуштат тие ветришта, а ветриштата се символ за неволи, за проблеми, за искушенија. И затоа во време е време да се потпреме на Бога, да се приготвиме за таквите денови. Безгрижноста, млитавоста, да ја замениме со духовна активност, со проповедање, со евангелизирање, со носење на Словото Господово. И еве да прочитаме и во Езекија што кажува пророк Езекија во 7 глава, 19 стих. Предупредување за нас денес, Бог ни го дава преку пророк Езекија, 7 глава, 19 стих. Еве го текстот. Езекија 7, 19. Своето сребро ќе го исфрлат по улиците, а златото ќе им биде како ѓубре во денот на Господовиот гнев. И не ќе ве избават ниту среброто, ниту златото. Не ќе може да им ги ситат душите, ниту да им ги наполнат желудниците. Зашто се сопна врз тоа, зашто? За грев. Гледате, нели има една изрека, парите се проклетство. Меѓутоа, парите се потребни за нашите секојдневни активности и за живот. Но овде што ги предупредува Езекија во последно време, се сопнаа, вели, не може да се наситат своите желудници, зашто се сопнаа врз тоа и тоа за грев. Бог не е против парите, да кажем уште еднаш. Бог не е против тоа ние да имаме, да бидеме богати, тоа е убаво. Од секојаш имало богати луѓе, од секојаш имало и сиромашни луѓе, да богатите им помагаат на оние кои немаат. Меѓутоа, да не биде тоа пречка, сопка за влез во небесното царство. Еве уште 2 кратки цитати од големата борба кои велат: кога оние кои се представуваат како Божи народ, кои ќе се соединат со светот, и тогаш ќе биде лошото. Голема борба, 338 страница. Уште еден цитат. Додека деловниот човек трче за заработувачка, додека љубителите на забава се предаваат на уживање, додека керката на модата се окити со крилата и со украси, можеби тоа е токму времето кога судијата на целата земја ќе ги изговори овие зборови. Измерен си на мерило и си се нашол лесен. Голема борба, цитат. Браќа и сестри, времето во кое живееме е многу озбилно време. Време навистина да се подготвиме. Приликите кои денеска ги имаме да се покаеме и да се вратиме кај Бога е време кое треба да го искористиме. Да не кажеме како во приказната: мојот Господар нема уште за долго да дојде. Да земеме Библијата, Божјата реч, со молитва да бараме од Светиот Дух сила, да го разгори тој оган во нас, во нашите души, за Божјото дело, да може да работиме, да сведочиме, да спасиме уште која душа, да истргнеме од оганот, од тој оган пеколен кој ќе завладе на оваа земја. Господ нека ни помогне и да не се подпираме на таа лажна сигурност. Гледате, прику ноќ се менуваат работите. Прику ноќ не затворија. Нели имавме лани, не можевме да мрднеме никаде. На едно дугме може се да се исклучи. И мобилниот наш да се исклучи. Беше пред месец и пол-два, кога некои социјални мрежи не работеа. Само на копче притисна и целиот свет беше блокиран.
медиумски по пат на тие социјални мрежи. Така ќе се случат и со други работи. Преку ноќ ќе се случат многу работи, но наше да бидеме подготвени кои ќе дојдат таквите работи, да не бидеме изненадени, да не се подпираме на таа лажна сигурност, туку на кого? На Бога. Нека Господ не чува и не благослови во време кога треба се подготвиме за средба со Него. Амин.